Тие на шега околината на Скопје и пошумените површини наоколу ги нарекуваат нивен втор двор. Во ова издание на Луѓе и места ќе ви раскажеме за тоа како љубовта кон одреден вид животни може да прерасне во пасија со која веќе 18 години тие ги наблюдуваат, заштитуваат и се трудат да ја одржат нивната популација во што поголем број. И сето тоа го прават волонтерски, без финансиска поддршка од никого. Ана Арсовска и незиниот сопруг Боби се влюбеници во бувовите, птици кои се околу нас, но многу ретко ги гледаме. А во Македонија ги има 9 вида, од кои 2 ги има во градските средини. Големата љубов и посветеноста кон овие мистични птици ги натерала сопружниците Арсовски од неодамна да го оформат Сдруженијето за заштита на бувовите, преку кои тие се грижат за опстанокот на бувовите во природата, ги заштитуваат нивните гнездилишта, нивните млади и нивните ловишта. Бувовите се насекаде околу нас, но ние многу ретко ги гледаме. Но затоа Ана и незиниот сопруг ги знаат речиси сите нивни гнезда во Скопје и околината. Тие вршат мониторинг на сите евидентирани гнездилишта, прихрана и се грижат за тоа малите бувчиња да ги напуштат гнездата во што поголем број. Првата сретба со бувовите ни беше уште пред 18-19 години, кога првпат сретнавме мало бувче, ќукче, единственото преселно бувче што живее во Македонија. И од тука почна целиот интерес нели за бувовите, да рчкаме, да се интересираме, да дознаваме повеќе и свативме дека има повеќе видови и почнавме и делумично од интернет, значи сознанија, делумично од теренски активности и суштина сме самоуки во целиот тој поглед. И сето тоа не завлече едноставно многу интересно животинче и мистично животинче. Самата негова природа е посебна. Они се совршени ловци, да речеме, совршени летачи, ги има насекаде околу нас, а не ги приметуваме. Едноставно завлекувањето дојде самото по себе. Значи тоа е некоја љубов што се створи према птиците и сакавме да дознаеме повеќе за нив. У суштина сето почна за наш интерес, да се задоволиме ние со тоа да дознаеме што поише можеме за бувовите. Но со тек на време, како што реков, како што почнавме да истражуваме, нагазувавме све подлабоко и свативме дека дефинитивно им треба нели онаа заштита. Не е тоа буквална заштита. Најбитната заштита за секоја птица е едукацијата. Значи мора да се објасни на луѓето дека бувот не е опасен, не е штетник, не напаѓа луѓе. Дури е многу користен, бувот е природен пестицид, замена за онај хемискиот пестицид. Љубовта кон овие птици ги натерала пред 3 години да го оформат Сдруженијето за заштита на бувови. Сето ово го работат волонтерски и основниот порив за ова е само љубовта и желбата бувовите да ги има што повеќе во нашата околина. Организацијата постои веќе 3 години како организација, иначе ние ова го правиме 18 години, од кои што 3-14 години сме активни на терен. Организацијата мораше да се формира за да можеме да се собереме повеќе ентузијасти, љубители и луѓе кои што ќе не поддржат нас во моментов и воопшто да ги поддржиме бувовите. Значи, со самото постоење на организацијата веќе сосема други се гледиштата, повеќе се шириме, повеќе имаме пристап, веќе имаме луѓе кои што се волонтери од другите градови, кои што не алармираат ако најдат повреден був или се имавме скоро ситуација во Могила, во паркот во Прилеп, беше заловен бубо, кој е строго заштитен со закон и наш волонтер ни се јави каде што ние изреагиравме за негово брзо ослободување. За жал, од она што го имаат констатирано тие од нивната теренска работа, загрежувачки е фактот дека се намалува популацијата на бувови во градските средини и околината на Скопје. Со тек на истражување увидовме дека се намалува бројот на бувовите и почнавме да се чудиме зашто се намалува бројот на бувовите, која нели таа причина, и со сето тоа тарашкање во теренските активности дознавме дека најголем непријател на бувот се нели пестицидите, у суштина самиот човек, дали намерно или случајно. Во Македонија имаме 9 видови на бувови, од кои што да речеме 4 од нив се адаптирани да живеат во голема близина на човекот. Значи имаат потреба од човекот, мислам сега, не директна потреба од човекот,
него нели како луѓето произведуваат храна, места каде што се произведува храна или отпадоци од храна, се собираат глодарите, каде што бубовите доаѓаат до полесен извор на храна. Исто така да речеме и старите објекти, старите штали, бубовите ги населуваат, бидејќи се осеќаат заштитено, ги немаат оние веќе природни живеалишта на стари дрва, карпи, сето тоа е уништено повеќето. Сега да речеме од тие 9 видови на бубови што ги имаме во Македонија, 2 бувчиња се изузетно градски бубови. Значи баш можеме да ги сретнеме во било која градска средина, и од паркот, во самите училишта на градот, болници, установи, општини, зависи, значи каде што во ноќните часови е помирно. Можеме да ги сретнеме овие ушести бувчиња моментално што ги монитиравме тука, што ги пратевме за да ги прстенуваме, нели, сето тоа. Другите видови на бувчиња се претежно шталски и амбарски бувови, да речеме, и повеќето се шумски. Останатите 5 видови се шумски бувчиња. Бираат повеќе планински предели, шумовити предели, значи подистанцирани од човечкото присуство. Бубо е најголем був у суштина и на светско ниво еден од најголемите бувови, кој што достигнува големина од 74 сантима и распон на крила скоро 2 метра. Избегнува живење во близина на човекот, но дефинитивно може многу често да се сретне по стари села, значи бира претежно шумски предели, бира карпести предели, изолиране од човекот. Бубо е, да речеме, грабливец кој што јаде поголем плен, кој што не можеме да го сретнеме нели често во градска средина, како што се зајаци, лисици и поситен дивеч. Сега за разлика од бубо тука во градот многу често го сретнуваме на малото ќукче, што е единственото преселно бувче, сосема противно од големиот бубо. Тоа е единственото преселно бувче кое што достигнува некои 18 сантима и можеме да го слушаме во текот на целото лето со неговиот звук ќук-ќук. Баш специфичен е звукот, мислам дека сите го имаме слушнато. Бувовите кои најчесто живеат во градските средини за своји живеалишта ги бираат зимзелените дрва, во простори кои се мирни навечер и каде што имаат извор на храна. Ние ги снимивме на Факултетот за драмски уметности во Скопје и во градскиот парк. Претежно на високите, што повисоко, што позаштитени се осеќаат дефинитивно и гледаат да се сокриени во внатрешноста на дрвото. Значи да не биде гнездото толку испакнато и затоа ги бираат и четинарите, иглолистните дрва кои што се преку цела година зелени. Рачунете дека они почнуваат со гнездењето некаде февруар-март. Значи тоа не е класично легнување во гнездо, него бирање на позиции за гнездење. Они не се птици кои што прават гнездо, они узурпираат туѓи гнезда. Или напуштени, или можам да кажам дури грубо протеруваат други птици од гнездата. И ги бираат четинарите затоа што се осеќаат преку цела година тука заштитени. Овој тип на був после сезоната на гнездењето, кога ќе заврши, младите кои ќе пораснат, кои ќе ги напустат своите гнездилишта, овие бувови се собираат во едни собиралишта, значи во Кикинда се избројани до 300 и нешто бувови на едно дрво. И тие собиралишта се викаат парламенти. Тука се бираат партнери ако немаат партнер, и уопште за комуникација се позаштитени, полесен им изворот на храна, обично се поред некој објект каде што нели има извор на храна. И тука се осеќаат они позаштитени. Имаат совршен вид, значи можам да кажам 10 пати подобар од човекот и преку ден и навечер. Дискот што им е оформен на лицето е тоа што ги прави, што не ги прави у буквален смисел, него го насочува звукот према ушите и светлината према очите во ноќните часови. Бувот има совршен слух затоа што ушите му се скроз асиметрично поставени и се 1/3 од главата. Був може да улови, да речеме, глувче и под 10 сантими трева, воопшто да не го види. Едноставно самиот звук на движењето, срценцето зависи. Моментално збориме нели за ушестиот був во парк што го сретнуваме. Ушестиот був, женката кога почнува да ги несе јајцата, она станува буквално леунка. И она не го напушта гнездото, тоа се екстремни случаи кога на кратко ќе го напушти, но најчесто и не го напушта. Мажјакот обично стои на некоја гранка подоле или на соседното дрво и он е чувачот, пазачот. Во периодот кога почнуваат да се ведат младите,
мајката исто останува во гнездото бар првите неколку 7 до 8 до 10 дена да е, додека нели не се изведи најпоследното за да ги топли и штити и чува. И тука е тој таткото кој што ја носи храната, ги храни, значи он е нонстоп натака навака. Не си има случувано да доколку угине таткото, угине цело легло. Затоа што нема кој да ја донесе храната, мајката чека, она веќе кога ќе излезе, они се прегладнети и она не може да ги нарани 3-4 устиња, нели? Во овој период од годината тие ги прстенуваат бувовите, или поточно им ставаат прстени со број, со кои тие се евидентираат во книгата на Euroring, светска организација за евиденција на птици преселници. Показател вистински да го најдеме местото, локацијата каде што е сместен бувот, неговото седиште да го наречеме, нели? Он остава траги позади него, да не бидеме нели груби, изметот е доста печатлив. Тука се нели пердувите кои што можеме да ги препознаеме, но во многу случаи пердувите не ги гледаме затоа што тоа се нели отворени пространства и самиот ветер ги разнесува. Главен показател се безоарите. Тоа се несварливиот дел на храната што ја внесува бувот во стилот нели на коска, пердув и влакно. Во овој период од годината ние сме нонстоп на терен затоа што ги обележуваме младите пиленца со овие прстенчиња што ги рековме од Euroring. Исто така, многу ни е битно тоа да ги посетуваме гнездилиштата затоа што ако има недостаток на храна, кај бувовите има размак од 1 до 2 дена од пиле до пиле. И сега ако се 6-7 пилиња во гнездото, најголемото се случува да го изеде најмалото. Не затоа што е канибалство, него едноставно го јаде затоа што мисли дека е глувче. Бувовите знаат да ја прават онаа залиха на глувци во гнездото. Сега, они се ќори, не знаат, едноставно се случува да го изедат братчето или сестричето. Сега, во такви случаи, кога има повеќе пиленца во едно гнездо и се во размак, ги прихрануваме, за да можеме да го извадиме цело легло нели на бувчиња да летнат слободни. Малите стануваат палави и им станува премногу тесно гнездото и почнуваат да се раштркуваат по гранките на дрвата и кои ќе почнат да шетаат едноставно, се трапави и паѓаат доле, они што не можат да летаат, нели? Доколку најдете или кој да е бувче, не да се однесе дома, затоа што веќе тука му го пореметуваме целиот систем на живот. Му се битни родителите да го обучат како да се храни, од што да се заштити и за понатамо. Што знаеш, луѓе се лажат, ама ја ќе го причувам 10 дена, па ќе го вратам. Бувчето многу ќе изгуби за тие 10 дена, веќе станува импринт, тоа е една од најнеизлечивите болести. И тоа бувче веќе не е за враќање во природа. Значи, единствено и најдобро решение е да се качи на било која прва гранка. Денес целото семејство Арсовски е вклучено во сето ова, вклучувајќи ги и нивните 2 сина. Од разговорот со Ана, заклучивме дека само едно нешто ја движи оваа приказна напред. Љубов. Значи, едноставно се створи посебна љубов, не знам како да кажам. Мене најголемо задоволство ми е, пошто еве, кажуваме дека не само во природа се грижиме за бувовите, многу често пати се грижиме и за повредени, болни бувови кои што доаѓаат кај нас, ги примаме во 45 квадратен стан и ги рехабилитираме, нели? Нема ништо поубаво од кога ќе му помогнеш на животното и го пуштиш на слобода. Значи, тоа е моментот кој што таков адреналин доживувам да ништо не може тоа да ми го замени. Истото ми се случува и нели кога ќе идам у природа и кога ги наблюдувам, кога ги гледам и кога се трудам да им помогнам да останат што повише. Со надеж дека тие ќе успеат во нивната мисија, ја одјавуваме оваа луѓе и места. Следната ја најавуваме за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.